Во Струмичката котлина има многу села со богата историја, а меѓу нив секако е и Муртино, оддалечено 8 километри од Струмица. Жителите се чесни луѓе горди на своето село. Според последните податоци во селото живеат околу 2200 жители. Но денес Муртино по ништо не се разликува од останатите населени места во општина Струмица, освен што се поврзува со актуелна личност од политиката. Местото кое претендираше на самостојност во 2005 година со територијалната поделба ја загуби титулата на општина и се припои кон Струмица. Одлуката беше донесена во собранието, а за неа гласаше и нивниот сограѓанин и градоначалник на Струмица, тогашен пратеник Зоран Заев. По ова, општина Муртино, во која спаѓа и селата Моноспитово, Банско и Сачево, беше распуштена. Граѓаните кои ги затекнавме сред село велат дека тука одамна нема ништо ново направено. Улици со години чекаат за асфалтирање, канали за чистење, канализации за поставување. Не е комплетирано тук да се задоволи тук народа. Ништо не е направено. Се мисли само за оджело, не се мисли за народа. Икс години това што е направено од комунизма, од Југославија, не е подновено од последните 25 години од кога сум стал на Македонија. Како што е направено пред 25-30 години, това од центарот, така се стоа едини парк таму кој што има од центарот, што се 5-10 на 100 од држава, некако се менат сијалици, некако се чистат, друго нема ништо. Задоволен од таа страна, затоа што и да бараш, нема кој да ти влезе во сустрет. Примерно сега да покренем инициатива да се чистат канавките, кидеш во комуналец, лесно таа наша работа, а за пар да ти земат, ти земат. Улица до градоначалник сум 5-6 пати поднесувал барање доле од нивната канцеларија. И преди 6 години да асфалтира една улица таму од центарот према Чифлико, го повиках да дојде да види, само ми рече знам на Стара река. А ден денеска нема ни канализација, живееме 7 фамилии во слепа улица еден вид, ни канализација има ископано, а 10 пати доваѓат да снимат некои инженери или што се не знам. За колку има потреба? Ние асфалтирана улица, само това остана слепо црево. Оно што во меѓувреме се случува на централно ниво е влегувањето во пазар со националните интереси. Водејќи се од актуелните случувања, секојдневните протестни маршеви низ цела држава, ги запрашавме и жителите на Муртино што мислат за тиранската платформа и позитивниот став на Заев кон неа. Демонстрација слушаме низ селе, што заправа? Как ќе распушар така? Се слага народот со тоа опште. На това тама кај не би се слага, затоа што ја сега пред малце зборуваме тоа дека има албански знамина по улиците, тоа оно разочарано в таа смисла. И како што неодамна пишуваше и дневниот весник Дневник, на Муртино не смее да му се случи судбината на Паралово. Муртинци се чесни и големи луѓе кои нема да дозволат од своето место да имаат придавник на Македонија. Ако е така, Муртино нема време за чекање. Време е чесните жители на ова прекрасно струмичко село со масовен собир сред село јавно да се оградат од него, замолувајќи го македонскиот народ да не го поврзува со селото. Ако не го направат тоа, нивното село најверојатно ќе доживее судбината на Паралово, за кое веќе еден век се пее песната за колективно шпиунство и предавство во врска со убиството на војводата Ѓорги Сугаре. Бог да ги бие шпиуните параловци, Ѓоргија што ми го предадоја.